Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Истокот избра 4 приоритетни проекти за регионален развој. На Пониква одржана втората седница на Советот на градоначалници од регионот. Изградба на детска градинка во штипската населба Сењак, изработка на техничка документација за енергетски фасади на градинки или училишта за 11 општини, изградба на пешачки мост на Брегалница во Делчево и изградба на пристапен пат до индустријската зона Чуката во Пехчево. Ова се приоритетните проекти со кои Источнопланскиот регион ќе конкурира за добивање на средства од Бирото за рамномерен регионален развој. На втората седница на Советот на градоначалниците од регионот и покрај тоа што 10 мина се од иста политичка опција, сепак преку дискусија градоначалниците се ги бранеа понудените вкупно 18 проекти. Значи проектите беа кој од кој подобар и навистина надпреварот меѓу градоначалниците беше голем и интересен. Значи проектите во главном беа повеќе од регионален карактер. Нормално тие се однесуваат на одредени општини, меѓутоа од регионален карактер. Општина Штип како најголема општина ќе бара 16 милиони денари од државниот буџет, а останатата половина од парите ќе ги обезбеди од буџетот. Изградбата на детската градинка во Сењак е еден од проектите од кои бенефит ќе имаат и родителите од соседните општини кои работат во Штип. Се инсистира затоа што Штип има проблем со изградба на нова детска градинка. Веќе 30 години нема изградена нова детска градинка, потребите се големи, речиси уште толку колку што има сместено сега деца, има потреба за да се сместат во нови капацитети и така што тоа е голем проблем. Населбата Сењак има потреба од тоа, кој што има преку 25.000 жители и тоа е голема потреба. Е регионален проект затоа што нема да одат таму само деца од општина Штип, туку таму ги запаќа и околните општини, општина Карбинци, но и општина Пробиштив, општина Виница и другите помали општини, јас би рекол Лозово, па и Чешиново, Блешево, каде што веќе има една одредена миграција во одредени индустријски објекти во Штип, каде доаѓаат луѓето на работа и бараат предстој на нивните деца во детските градинки во Штип. Останатиот дел од средствата се наменети за Делчево и Пехчево. Делчево и покрај тоа што најмногу должи на Центарот за развој на Источниот Атлантски регион и е најзадолжена општина во земјава, по 5 години конечно доби проект кој ќе биде финансиран од државниот буџет. Конкретно за нашиот проект во општина Делчево, тоа е пешачки мост кој што го поврзува стариот дел на градот со новиот дел на градот и овде имаме огромен број на институции кои што се наоѓаат, градскиот пазар, зелениот градски пазар, детска градинка, основно училиште, локалната самоуправа ние таму, автобуска станица, така да од огромно значење за граѓаните на општина Делчево овој инфраструктурен објект. И го имаме изработено и иден и основен проект, го имаме ревидирано овој проект и така да може да се отпочне со реализација во најскоро време. Се работи за проект пристапен пат до индустријската зона Чуката во должина од 120 метри. Финансиската конструкција на проектот е 4 милиони денари, 3 милиони 950 илјади денари со учество од општина Пехчево или од општинскиот буџет од 10%. Овој проект е од огромно значење пред се за општина Пехчево поради фактот што на тој дел има веќе изградено фекална атмосферска канализација, има одведено струја, има и се разбира преостанува и пристапниот пат за да биде комплетна, за да имаме целосна понуда на секој инвеститор кој смета да вложи во општина Пехчево, што е од огромен бенефит за нашата општина и од економска и од друга гледна точка. На предлог на градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, останатите околу 3,5 милиони денари ќе се инвестираат во изработка на техничка документација за енергетски фасади во сите 11 општини. Инаку на оваа седница Благој Бочварски, градоначалникот на Штип, е избран за претседател на меѓуопштинскиот одбор за управување на отпад. Утврдено е и дека градоначалниците на Центарот му должат околу 10 милиони денари, а на седницата ветија дека ќе се ги подмират долговите. Градоначалникот на Виница Ивица Димитров е новиот претседател на Сдруженијето Свет Крст. Во изминативе 8 години Сдруженијето го водеше Емил Дончев и истата пракса по предлог на иницијативниот одбор продолжува и во наредните 4 години.
Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров од денес е новиот претседател на Сдруженијето Свет Крст, кое е формирано од 2006 година на иницијатива на тогашниот градоначалник Маријан Костадинов. Во изминативе 8 години Сдруженијето го водеше Емил Дончев и истата пракса по предлог на иницијативниот одбор продолжува и во наредните 4 години. По предлог на ново избраниот претседател Ивица Димитров, кој воедно е и претседател на извршниот одбор, наименувани се и нови членови во извршниот и надзорниот одбор, а на првиот официјален состанок со иницијативниот одбор паднаа и повеќе предлози од присутните околу идната работа на Сдруженијето. Градоначалникот Димитров најави продолжување на досегашната пракса со стипендирање на квалитетни и дефицитарни профили на студентски кадар. Меѓутоа, условите и начинот на финансирање доправа ќе се утврдуваат. Присутните дадоа идеи за организирање божикна акција и посета на најзагрозените семејства, како и мерки за стимулација на повеќе детните семејства. Но кои од овие предлози ќе се реализираат и кои ќе бидат следните чекори на Сдруженијето на граѓани Свет Крст, членовите доправа ќе утврдуваат. Инаку во изминативе 10 години Сдруженијето спроведе неколку акции за стипендирање на студенти, а се реализираа и проекти за неколку инфраструктурни зафати во општината. Кривична за лица од Кочани, Виница и Делчево поднесе на дворешната канцеларија за криминалистички работи Виница поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување на исправа. При увоз на возило користеле фалсификувани купопродажни договори. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Виница поднесе кривична пријава против 49 годишниот кочанец БП, 28 годишниот делчевчанец ДА и против ГЈ, 29 годиниот село Јакимово Виничко, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување на исправа. При спроведување на постапка за регистрирање на увезено возило Рено Канго на име на второ пријавениот во прилог на барањето за издавање на согласност за регистрација во Биро за метеорологија на Република Македонија, приложиле два фалсификувани купопродажни договори. Едниот бил склучен во Бугарија, а другиот во Италија. Со 5 први и 2 втори награди се вратија учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков од меѓународниот надпревар за камерна музика, што се одржа во Кавадарци. И понатаму учениците продолжуваат со интензивно вежбање и освојување награди. Горица Јанева и Никола Илиев, виолина и пијано, прва награда, наставник Кирчо Крстев и Марија Лазарова. Ања Цесар и Сања Таковска, пијано 4-рачно, прва награда кај наставник Марија Лазарова. Илина и Љупка Карајанкови, пијано 4-рачно, прва награда, наставник Марија Лазарова. Сандра Јорданов и Мија Михајлов, пијано 4-рачно, прва награда, наставник Драгана Карова, Ангелова и Дејан Стојанов. Јана Филипова и Илијана Стоилкова, пијано 4-рачно, освоена прва награда, наставник Оливер Стојменов. Иван Ристик и Јован Филипов, пијано 4-рачно, втора награда кај наставник Марија Лазарова и Оливер Стојменов. Бојана Николова, Катерина Ајтовска и Јована Крстоска, трио виолини и пијано, втора награда, наставник Марија Лазарова, се учениците кои настапија на 8-миот поред меѓународен надпревар за камерна музика, што се одржа во Кавадарци. Пред камерите не го криеја задоволството од постигнатите резултати. Викам Мања, имам 7 години и учам во трето оделение во музичкото училиште. Прв пат бев на надпревар и ги свирав песните Песна за бродот и циганска песна. И освоив прво место. Јас сум Мија Михаилов и сум трето оделение. Учам во основното училиште Ристо Јурков. На надпреварот во Кавадарци освоивме прво место. Липова. Бев учам во музичкото училиште Ристо Јурков. Бев на надпреварот дуо 4-рачно во Кодаварци и освоив прво место. Викам Горица Јанева, учам во основното училиште по музичко Ристо Јуруков.
Бев на надпреварот во Кавадарци и освоив прво место. Свирам на виолина во класата на професор. Свирам виолина во класата на професор Кирчо. И наставниците задоволни од постигнатите резултати на учениците. Заврши уште еден предизвик представен пред нас, нашите ученици, нашето училиште. Тоа е камерниот меѓународен надпревар Кавадарци, 8ми поред надпревар. На него се има поголем број учесници, од тоа што веќе сте запознаени, освоивме 3 или 4 први награди и 2 втори награди. Се надевам дека ова беше втор предизвик пред клавиристите, измина еден надпревар во месец октомври, вториот веќе следуваше во месец ноември. Пред нас предстои уште новогодишен концерт за оваа година и се надевам дека следната година ќе имаме уште многу поголеми резултати како на републичко, така и на меѓународно ниво. Присуствувавме на меѓународниот надпревар за камерна музика и учествувавме со предкатегорија на камерна музика мојата ученичка Горица Јанева и Никола Илиев. На тој надпревар освоивме прва награда со 99 поена. Ова е уште една потврда дека работиме континуирано, дека носиме постојано добри резултати. Ова е гордост како за учениците, така и за училиштето, за наставниците. Јас ја користам приликата уште еднаш да им честитам на сите за добиените награди. Еве од 7 состави имаме 5 први и 2 втори награди, кој зборува дека е тоа многу убав резултат, иако е само од почетокот на годината, ете во првото полугодие. Јас се надевам дека со овакви резултати ќе се представиме и до крајот на учебната година на уште многу меѓународни и државниот надпревар кој следува. Учениците од ова училиште не застануваат тука. Веќе по нова година ќе следуваат настапи и учество на други меѓународни и државни надпревари, на кои учениците достојно ќе представат училиштето и градот Кочани. Од 25 до 28 декември ќе се одржи традиционалниот новогодишен концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Настан кој што е еден од највпечатливите по повод нова година. Пробите за концертот се интензивни, а годинава е насловен како Волшебна ноќ, на кој ќе учествуваат сите ученици од училиштето. Волшебна ноќ е насловот на новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, кој што и оваа година е во подготовка. Учениците и наставниците одржуваат интензивни проби за концертот, кој што и годинава би требало да ја воодушеви кочанската публика. Ја користам приликата да ги известиме граѓаните дека и оваа година новогодишниот концерт е во подготовка, значи во тек се сите проби во училиштето, одиме годинава со наслов Волшебна ноќ, каде што на многумина кои биле досега им е познато каков е концептот на овој концерт, а сите оние кои не биле, еве ги покануваме да присуствуваат и да се чувствуваат убаво. Датите на кои што ќе се одржи концертот, значи започнуваме на 25 до 28, од кои вечерните представи ќе се одржат на 26 вторник и 28 четврток. Во останатите денови следуваат дневните представи за учениците од училиштата. Во новогодишниот концерт секоја година учествуваат околу 200 ученици и нивните наставници од музичкото училиште. Се изведуваат околу 15 композиции, од кои 5 пее малиот хор, 5 хорот составен од повозрастните ученици и 5 композиции се инструментални кои ги свири оркестарот на училиштето. Годинава концертот се одржува под темата Волшебна ноќ, затоа што самиот концерт представува ноќ во која што би требало да ужива целата публика, додава Георгиева. Цената на билетот годинава изнесува 150 денари и ќе се продаваат во Центарот за култура Бели Мугри, каде што и се одржува концертот. Форумот на жени при општинската организација на СДСМ Кочани ја посети паралелката со посебни образовни потреби во Основното училиште Малина Попиванова. За сите ученици беа обезбедени пригодни подароци. По повод 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби, делегација од Форумот на жени при општинската организација на СДСМ Кочани ја посетија паралелката со посебни потреби во Основното училиште Малина Попиванова.
За сите ученици беа обезбедени пригодни подароци, кои пак во знак на благодарност на своите гости им врачија пригодна честитка, кои самите ја имаат изработено. Форумот на жени при општинската организација на СДСМ Кочани им истакнуваат посебна благодарност до сите оние кои помогнаа во спонзорството на оваа хумана акција. Внимателно со неовластената употреба на пиротехнички средства за време на новогодишните и божикните празници. Секое неовластено употребување е казниво со закон, предупредуваат и апелираат од полициската станица Кочани. Полициската станица од општа надлежност Кочани ги известува граѓаните, а посебно учениците и останатите припадници на помладата популација, дека во пресрет на новогодишните и божикните празници ќе биде зголемена понудувачката, побарувачката, купопродажбата и употребата на пиротехничките средства. Според наведеното, полициската станица Кочани укажува дека неовластената употреба на пиротехнички средства е казнива согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за заштита од експлозивни материи и Кривичниот законник на Република Македонија, односно за физички лица се однесуваат следниве законски одредби. Согласно со Законот за прекршоци против ЈРМ, член 31, кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозив или запаллив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста за граѓаните, ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност. И член 32, кој на јавно место неовластено приреди огномет, факелијада или слична приредба, или не преземе мерки за безбедност во смисла на чинот 39 од овој закон, каде што е предвиден начинот и постапката на пријавување и одржување на самата приредба, ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност. Согласно Законот за заштита од експлозивни материи, член 69, оној кој набавува експлозивни материи заради употреба без одобрение, ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност. И согласно со Кривичниот законник на Република Македонија, член 396, тој кој што неовластено употребува, држи, продава, набавува или врши размена на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Став 2 од истиот член, ако предметот од делото од став 1 е поголема количина на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, кои на граѓаните им се забранети, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. И став 4 од истиот член, ако предмет на делото од став 1 на овој член е поголемо количество на распрскувачки материи, наменети за дозволени забавни, свечени и други активности, сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Од полициската станица Кочани апелираат до сите граѓани да ги почитуваат законските прописи, да соработуваат со полицијата доколку забележат лица кои на тезги, во продавници, од магазини или во други услови продаваат пиротехнички средства, или доколку забележат лица кои такви средства неовластено употребуваат. Истите да ги пријават лично на терен на полициските службеници или преку бесплатниот телефонски број 192. Посебно се апелира до малолетната популација да се воздржат од купување и употреба на петарди, бидејќи постои голема опасност од предизвикување на штетни последици, од кои најмногу по здравјето на луѓето. Следуваат информациите од спортот. На последниот ракометен надпревар, ракометарите на Лазарови од Свети Николе ги победија противниците, ракометарите на Младинец. Одиграни и надпреварите од 14-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Кит Гоја понесе титулата есенски шампион. Во последниот надпревар како домаќини во есенскиот дел од првенството, ракометарите на Младинец заслужено загубија од подобриот противник Лазарови од Свети Николе со 26:28, полувреме 9:11. Домаќините, бодрени од околу 300 гледачи, добро го започнаа надпреварот, но кон средината на првото полувреме направија неколку грешки, што одличната екипа од Свети Николе знаеше да ги казни, па на одмор се замина со 2 гола предност за Лазарови. Решавачки на овој надпревар беше почетокот од второто полувреме, кога гостите направија серија од 4:0, што беше преголема разлика за кочанчани.
Најефикасен играч на надпреварот беше десниот бек на Лазарови, Александар Стојков, кој постигна 10 погодоци, а додека кај домакините 6 погодоци постигна Благој Ананиев, а Христијан Стојанов и Давид Јакимов по пети пат ја затресоа гостинската мрежа. Со одигрувањето на надпреварите од 14-тото коло пак заврши есенскиот дел во третата фудбалска лига Исток. Како и што се очекуваше, екипата на Китго убедливо води на табелата. Екипата од Пехчево немаше дораснат противник во изминатите 14 кола, во кои забележа 13 победи и само еднаш одигра нерешено. И со изворен на гол разлика од 60:7 ја понесе титулата есенски шампион. Во последното есенско коло се одиграа 3 од закажаните 4 надпревари. На сите надпревари славеа домакините, а во Пробиштип домакинот надпреварот го доби со службен резултат, бидејќи екипата од Виница не отпатува да го одигра надпреварот. Резултатите од 14-тото коло: Брегалница Голаков Чеполе 3:0, Китго Малеш 2:1, Кежовица Зрновка 8:0, Рудар Слога 1934 3:0, службен резултат. Првото место на табелата е резервирано за Китго со 40 бодови, а по него следуваат Малеш 24, Брегалница Голак 23 бодови, Кежовица 21, Рудар 19, Овчеполе 18, Слога 1934 15 и Зрновка 1 освоен бод. Почитувани, прогнозата за времето беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.